Да, точно. Как ще гледате, нали? Мегдан Коина, 19 часа от салта на вечер. Прекрасно друштво. Право да ви кажа, желбата да бидам во друштво со крало на македонскиот футбол, а на Струмичкио, мислам, не крал, на пиедестал, на кој тешко некој да застане. Ми е желба која трае повеќе од 3 години. Сериозно. Но, патишта секој пат не раздвојува. Еден амбициозен човек кој буквално времето го посветува не само на спорту и на своето семејство, веројатно од 24-26 часа, што значи неговите ангажмани во теку на еден ден се толку големи и тешко може да се дојде. Но, за среќа, успејаме, на крај на краишта имаме повод, како успејаме да дојдеме до неговото величество Благој Статов, а главната причина е самата најава пред неколку емисии, што најавивме дека Беласица е екипа која заслужува внимание. Беласица како Беласица знаме на 13 август го слава јубилеј од 90 години. Но за несреќа, за жал, оваа екипа е на работ на погребување. Значи погребување, но јас мислам дека има толку силни луѓе кои нема да дозволят Беласица на 13 да биде погребена, заради това што на крај на краишта таквите врвни спортисти кои во моментот можат да и се заблагодарат на таа чаровна топка и да ја кажат фала топко, благодарение на тебе дојдехме до ситуација да бидеме вистински личности со етички норми, личности кои се буквално за семејството, за најблиските и знаат тие личности среќата да го споделят со другите од епокинеските филозофии. Среќата, ако е среќа само за себе, не е вистинска. Среќата која се поделя со другите, тоа е вистинска. Значи, да му посакам добре дојде во емисијата Мегдан Коина, а истовремено да му кажам добар ден, оти сме на некој начин на негов терен, бидејќи сме во комплексот хотел теретани, спортски објекти, игралишта, базени и се живо ќе видиме денеска во емисијата кај Бат Благој. Ако те викам Бат Благој, бидејќи цел живот така те викам. Повозрасен сум од вас. Да. Да те посакам пред се добре дојде. Кажи ми как си го носиш товаро, знам оти спортски изгледаш още си топ и што е многу важно, уживаш. Ви благодарам што ми посветите ова такво внимание и драго ме, ето еден разговор да направиме со нашата телевизија ВИС, која е најценната, не само у Струмици, дел од прва приватна телевизија во Македонија. Македонија, да. И ги познам таму и овие што работат, успешни луѓе се, добри луѓе, афирмација прават за градо многу јака. Бидејќи на некој начин Бат Благој е историја. Историја во смисол на посветеноста на спортот толку години. Јас би го почнал разговор со Бат Благој од првите тие детски игри, моменти кога стана, одлучи, реши да станеш голман. Кој е причината и кои ти беа првите другари што дојдете од ситуацијата, играте на некоја полјана, да играте таму на дворо и не знам околу футбол. Да ви кажем, јас првно почнав како борач. А моите другари сите беа фудбалери, Семенков Томе, Жечката Илјо Ѓоргиев, и род покојни голман, Васе Палифрата, Чанда, Белемезот Ѓорги, он факети го викаме ние, имаше јак ударец, кај си силе од 30 метра гол даваше. И така, они почнаа да вика, ајде, вика, доста, вика, ти борачи, вика, да, ел си со нас фудбал и да ти кажем, да собераат еден ден на игралишто, што сакаш, викам, јас викам, сакам голман да бидам. И как се викаш голман? И Јашин. Јашин беше... И почнаваме исто со моите другари и така, плюс јас седам таму до игралишто. На 200 метра. По цел ден беме на фудбол, боси зимно време, немаше ни купачки, ни патки, ни тренерки. Бос кај ќе одам дома, издуни толку нојсте. Ке тек татко се. Абе, ке се разболи тоа, ама нема. Пуста љубов, да.
И фала му на фудбало, ден денеска што го имамо богатство, се е од фудбало. И благодарен сум на таа топка. Ето, поминав доста, 20 години бех професионалец. Од Беласица почнав до победа, па до Белградски Партизан, по Холандија утре, па се вратив, па у Беласица, па бех тренер, влезем од таа втора лига, источна група, югославенска, единствена лига, а му се просетив многу, му дадов на Беласица, оно што ми даде на мене, јас му вратив ова. Да. Имаме едни од најдобрите успеси и најдобри генерации имаме. Да го фалям. Мене ме интересира, значи да се биде голман. Да се биде голман, треба пред се да се има чувство, осет за простор. Јас така барам мислам. Мојот габарит, како миниатура од човек, јас сум исцепан маш од 162 сантима, а ти си 2 метра и 2 сантима, значи јас никој пат не можам да заземам позиција, значи не може да покрием еден дел од кјошто, а камоли па целиот гол. Што значи да бидеш на еден гол кој е широк 7 метра и 25 сантима и висок е, колку беше? 2,20. А целиот тај осет, значи кој беа луѓето кои го внесе тај професионализам кај тебе? Со кој работи од тај период? Па да ви кажем, почнав јас со Божич, Никола Божич беше, онда тренираше со прва екипа и со младинците. Добро. Ајде, малку маленка кариера имав, многу млад појдов војска, 18 години и така ме заборавија, знаеш, у Струмица, таму 2 години бех морнарица у Пула и бранев за еден клуб Металац викаше. И 2 години никој не рачунаше на мене. Кога се вратив од војска, Бокото, Бог да опроста Јорде Боков, он ми беше првоцен. И викам, мајсторе, може ли од војска си доваѓам, а не рачунат на мене. Тога беат Комаров, голман, Косадинов, Младенов, Бусилјанов, 4 голмани имаше. И викак, може, Соглед се блаже тоа, јас се облечам, Бокото ми шутира, вика, одма право гласо, вика, благо, вика, голман у пичко ме. И има пита мене, дека беше, шо беше, ја му викам дека у Пула, војска, бранев во еден приватен клуб, мислам, не приватен, цивилен клуб, и таму 2 години имах добар тренер на голманто. Значи това е искуството од таму, а? Од таму од Пула. И кога дојдов, и сега ми даде шанса у Битола, со Пелистер играме, имаше 4 голмана. Некој се направи болен, некој повреден, и мен да ме избајен ма пушат, ама Пелистер имаше тогаш многу голема и добра екипа, и покојниот Шиков, Джертев, ови Бусилјанов, сите, нема што да се плашиш, вика, брани се слободно. И јас бранам, Пелистер 3-0 изгубиме, ја десетка добив таа утакмица. Да. Најголема оценка и од таа утакмица почнах да ме овој Јорде Бокото ме да ме форсира, ама го оправдав, добро бранев, заслужено и така почнав. После 6-7 месеци почна да ме терат клуба, ОФК Белград ме тераше, у Вардар. Јас одлучив победа Прилеп. И бех на проба таму, одмах ме зедува. И така почна мојата кариера. У победа Прилеп бех 5 години. Бех и олимписки репрезентативац и за Исток бранев бе 2 лиги, Исток и Запад. Имаме добра екипа 5 години и таму беше Шијако и Штедемо, се јавува на вас, вика, имам еден голман, ви каже, за тебе, немој да размислиш, вика. Васиш беше тренер на Партизан и дојде да ме гледат у Дубровник, игравме квалификација со Дубровник Гошик. Таму бранев да игра 3 пенала и оттаму право ме зеда, право директно на припреми. А на победа исто така Фери излезе, добар, мислам, добри излезат, одмah вика, мора да пушнем, вика, ти си перспективен, немаше да те држаме. И така, у Партизан бех 3,5 години, добро бех приман. Добра е победа малко да разработим. Победа беше една од најуспешните екипи заедно со Вардар у тај период, нели? Па мога би Вардар и победа, не се знаеш кој е подобар. Така, тие се две екипи кои така го носеа врвни резултати. А, значи, како беше прифатен од Прилепчана? Ти си струмичанец? Многу добро сам прифатен бех од Прилеп, после дојдат по мене Трајков Александар и Дрвушанов. И заедно они дојдат после. Блаже Митев дојде после Блаже Митев и така бех добро приман. Имаше тогаш победа многу добра генерација со Живко Ѓоргиевски, со Глигоровски, со Магдевски, Маневски, Дрвушанов, Арсо беше и така имаше една од најдобрите екипи. Стално се бееме врху горе. Знам дека чудејќи во периодот таму
почетком на 80-те години, кога всъщност първа јас се запустих в театърот и значи веќе 30 години имам стаж и кога одеме по Прилеп на воден журналистки на игрите, дури и театърот знаеа да го гледат преку авторитето на Благој Статов. Значи, толку публика имаме и толку прилепчани на сака, заради това, што Благој Статов оставил голем белег на таа победа и бе просто залюбен у прилепчана и устромичани. Добро, мисля, бех добро примен у Прилеп, таму 5 години и жената моја од Прилеп ми даде... Значи, продължавате и жена да ви даде. Жена ми даде. И че ме женик останах. И така добро бех примен од сите, не само од играчите и Георгиевски, Мицко Николовски, сите ме пуштуваат, ме сакат и публик много ме сакаше. Условите за работа за разлика от Беласица до Прилеп. То беше победа беше, како не, победа беше, имаше по 7-8 илјади, 10 илјади публика, многу, просто цел град живееше за победа. Па деко одаме у бивши Југославија, втора лига, сега дарма праваме таму. Имаше добра екипа и победа на фудбалски град, што малку ги има у Македонија. Ја мислам, една од најдобрата публика у Македонија. За жал и они сега се исто како но еве гледам сега 11 октомври ќе го препородат полека, ама тешко. Тешко. Победа е победа, знаеш, да може да стигнат победони. И така малку и таму се влади народо, публика нема и така што е кај нас у Беласица. Значи за Беласица приказната и за Благој Статов ќе го продолжиме ни во меѓувреме сакаме на некој начин да ги видиме и пред се начин на размислување на личност која има, не искам да кажам колку години, ама над 50. Значи, под Благој 65. Нека живи бе, кјут си. Оште си како дечко бе, оште си. Што си крим годините? Во секој случај. Значи, јас би сакал на поголемиот дел од македонската јавност да им дам до знање благодарноста на топката од страна на луѓето кои постигнале врвни успеси, на некој начин да ги запознаеме луѓето да видат како една личност од топката постигнала шоу живото и колку знаа да им се радува на сите тие нешта кои му биле цел у живото, но благодарение на таа топка успеала да го оствари целта. Това е, значи, Едвард Олби. Очигледно ти нема шанси на моите 53 години енос да развивам некои делови од мојата мускулатура, но не е важно, ми чини дека показно е доволно. Значи, во момент се навагиме во една од најпрофесионалните теретани, пред се за фудбалери, значи, која има негде околу 20 и повеќе единици за развивање на посебни делови од мускулатурата. Што значи, од кај е това искуство? Па да ви кажем, доста имам поминало фудбало, од Беласица, Победа, Партизан, Холандија и сега помалку видов што треба, как треба и да го донесат тука, да го направам ова, да имат услови, кој ќе дојде на припреми, без теретана нема припреми. Да. Значи, одредени делови од телото се развиваат по принципот на физичка активност. Во Ајакс гледах еден документарен филм, донесе од Гана 300 врвни талентирани деца од нивните школи во Гана. Значи, изгледа Гана е една од најталентираните нации за фудбал. 300 деца со авион. И врвни стручњаци на возраст од некаде 65-6 години, значи, сите тие деца ги соблече голи и ги нареди на едно како подиум. И почнаа врвните стручњаци да им ги прегледуваат мускулите како се развивале. И на крајта даде изјава, 20 тие стручњаци, дека само 2 деца имат шанса да станат добри фудбалери во класата на Ајакс. Нели знаем Ајакс каква класа беше. Веројатно твоето искуство со Ајакс имаш бранно утакмици со нив? Па да ви кажем, имам бранно у таа генерација Кројф, Нескен, Сујбир, Хусков и прв пат
беше 76-та година, го победил прв пат во историјата Ајекс. Играхме на свој терен и 2-1 водовме. И у 88 минута пенал свира за Ајекс и го фајќам пенал. И това беше слави невидено. Влизеа публиката, уната имаше 40-50 народ, почнаа да ме дигат горе. Го фајќам пенал, после една минута заврши и цела публика влизеа. Баш и мојот другар Семенката, Томито беше таму, како вика нема една камера сега стикам, ката дигат тука толку народ да видат тие нашите стрмичани, викам нема везе, викам. Важно се пише вестици тие работи така. Ден денеска пенало еден од најголемите предизвици за голманите. Значи да фатиш пенал не е едноставна работа. Да кажем, пенали имам доста фатано. У Шпанија имам фатано на Луис, 129 пенала, 129 гола. Тогаш играме турнир, најјак турнир беше 70-та година, Милано од Италија, Бенфика, Атлетико Мадрид и Партизан. У таа генерација у Милано игра Шленингер, тај германец, Джани Ривера, Хируджи, Бенити. Играат у Бенфика Еузебио, Нене, Торес, тие се светски имена. У Атлетико Мадрид Ајала, Хередија, Луис, сакам да кажем, и тогаш бех прогласен најдобар играч на турнирот. И таму фатих па тај пенал и го тепме 1-0 Атлетико. И после тоа, тогава ни беше Драган Паповиќ, шеф на безбедност на Југославија, презател. А Тито, вие знаете оти за Партизан навиваше. И оттаму на Удајрудово право одемо Белата куќа на коктел. До Тито. И јас таму и сега мене вика, еди благо, како се избрани овој пенал. Јас што да ти кажам, да умраме, викам, друже марше, кренал сам на една страна, на друга страна, свака част за мене. Това е доживљај што не знаеш да разкажеш. Да, се вика. тоа е доживљај. Подсвест. У секој случај, значи, спомените се една од важните работи во живото и дури пак се навратам на тие кинески филозофии кои викат пари, но на парите се убавите спомени. А такви убави спомени, Благој има, мислам, на милиони, така да прошетката со Благој ќе ја продолжиме. Мислам дека околу теретанта сите заинтересирани спортски екипи кои имат желба да ги развиват до безкрај своите спортисти, можат да повелят во таа прекрасна теретана и во сите тие спортски терени и во текот на 12 месеци во годината климата на Топлец, така се вика местото, Топлец е нешто што е поидеално. Тука температурата никој пат не е била минус. Сега ќе видиме и спортската сала, и ќе видиме и терените, така да прошетката со Благој Статов. На крајте ќе видите и ловишто. Ловишто на крајте. Одаме понатаму. Да, значи, желбите и амбициите на луѓето обично се големи. Идеја имат сите, но за реализација на идеја не е само да имаш идеја. Треба идејата да биде реализирана. Значи, треба да ги исполниш собствената визија. Значи, кажахме дека до целта се стигнува, значи, по два пата, едниот долг и тежок, другиот краток и лесен по филозофијата на Олби. Значи, може да кажеме тука дека сите тие амбиции и цели поставени од страна на Благој Статов се очигледни. На крај на крајшта ми се чини дека таква спортска сала, приватна, во собственост на едно лице, на крало на македонскиот спорт, е единствена во Македонија, може и на Балкано, не знам. Друга таква спортска сала тешко може да се најде, со капацитет од околу 500 седишта. Што се случува во таа сала? Ова сала се случува многу работи.
прво имало е турнир мал фудбал. Одбојка имаше балканско првенство тука кај мене, 10 екипи од цел Балкан. Тука дојде одбојкари, репрезентација одбојка, репрезентација ракомет, кометал, тука секоја година се идваше, беше ова резервирано само за Трифон додека го водеше кометал. Са биле многу спортски екипи, многу немам ни зборови колку се тука се. Многу важно сега, например, спортската сала го користиме например, каки залада многу или ветар, некој дош тука, значи нема да пропадна тренинг. Што е многу важно. Многу важно, да. И за таа сала многу добро дојдена за тие спортови што доаѓаат и фудбал, и ракомет, и кошарка и се. И се припремат тука и сите се задоволни. До сега кој е дојдел тука не е кажал лошо. Ако тргнеме од позиција на амбасадорски функции, во смисол колку еден човек може да постигне за собствен народ, за собствената нација, секој пат мислим, барем јас така мислим, дека спортот и културата се нешта кои се на прва линија. Јас сум сигурен дека присуството тво во Холандија, присуството тво во Белград е и текако присуство на амбасадор, личност која со себе го носе багаж од Струмица. Багаж кој и текако значи. Сигурен сум дека кој се представувал там на сите тие твои луѓе со кои комуницира секојдневно, дали е на тренинг со играчи, тренери, физиотерапеути, лекари, секретари, па хотели, па хотелиери, па рецепционери, се тие луѓе кои и текако се го врзувале Благој за Струмица и за тај југ и за таа Македонија. Чувството да се биде таков, значи нема ни една политика што може да го убава таа функција, освен спортисто, спорто и културни работник. Дали се слагаш со мене? Се слажам со вас, пак ќе кажем, спортистите се прави амбасадори. Ние деко одамна го представуваме Македонија. Југославија беме, бивши Југославија, не знае тоа е Македонија, која викам Калифорнија, на тие холанџани го живеат на Белград, знаат Струмица, тоа оно. Сакам да кажем оти спортисто најголема реклама дават на нација, наша нација. Сега, например, као што е Пандев, Легенда, Попов, Масев, Балувалиев, Стојков, тие сите се напредставуваат нас Струмица. Струмица како град. Како град и това е голема работа. Само што ние малку ценаме ги тие работи, знаеш. Добро. Струмица, ако на тие млади деца, на возраст до негде 16-17 години им даде. Јас сум сигурен дека они ќе возвратат на Струмица, како Благој Статов, што своевремено, како младо дете, добија, нели, од таа школа, но он врати на Струмица, врати со титули шампиони, врати со тренерски амбиции, со самиот како играч, со јубилејни утакмици, со не знам и опроштајната утакмица ме пред мене сега, кој беше настан од врвен југословенски калибар. Значи, на тај настан на твојата опроштајна утакмица беа најголемите музички звезди. Значи, се што беше у Југославија беше соберено во Струмица на стадионо и това беше најголемото случување во Југославија беше опроштајната утакмица на Благој. Това е пак амбасадорската функција. Да ви кажем, мојата опроштајна, што ми дојдоа сите пријатели, другари, од тоа време, тогаш имаме, Семенко беше секретар, околу 8.000 карти продадено. И тие пари, јас требаш да ги земам за мене, не, викам, за клубот ќе останат. Јас сум патриота. Га сакам Беласица, у Беласица сам трагнал, успех од неја е почнала, па преку победа, Партизан од Холандија и па се врати, па у Беласица тренер, това усвари голман и како тренер влиземе од таа втора лига, Југославенска, единствена лига, па да ти кажем, репрезентација Југославија, јас го носех млада репрезентација со Пикси, со Савичи, со Панчев, со Грција 4-1. И се бунат од Скопје, викат како, викат, ова е приватен тоа, оно, и Милинич изјавил, вика, не е това приватно, е државно, вика, Благој заслужил да играм у неговиот град и затоа играваме со Грција, 4-1 победаме. За репрезентација нашите играше Марков, мојот внук, и еден од по талент, али ето, повреди таму ваму. Иначе
секој пат е Струмица давало таленти и мало, да говориме, по-стари генерации, по-млади, а сега видиш, ние се диваме со тие наши Поповсу, Пандесу, Стојковсу, сите тие нарекламират Струмицата, бе. Значи, да не забравам, сигурен сум дека нема да забравам, значи пак ќе кажам, на 13 август, големиот юбилеј, 90 години, од постојањето на Беласица, еве го, значи, крало, за мене, уште крало, на македонскиот фудбал, на струмичкиот фудбал, апело, сигурен сум доаѓа од него. Сите можни, живи, спортисти, фудбалери, кои се даделе огромен допринос за фудбал во Струмица, дали се од Тиверија, дали се од Беласица, сите можни ги повикуваме на 13 да не дозволиме Беласица да не биде закопана. Напротив, да дадеме големо значение и дури ако има некои забелешки од страна на некој, ако има некој што се љуте, не треба се љуте. Спомените за Беласица треба да нас плотат на 13 сите да се собереме на стадионот. Значи, се предвидува дури да ќе биде направена вечерта предходно, од 13 август, значи на 12 вечерта, ќе биде направена една свечена академија, која свечена академија ќе бидат спомнени сите тие врвни спортисти, заради това што на крај на краишта спомен за тие играчи, спомен од това време, не смееме да го забраваме. Сепак, за нас пат водилја е Благој Статов, а за младоста нормално Горан Пандер. Да, точно. Така да, ви гледате Беласица која година е, 22 година. Туку сам пошел од Беласица како дете, после од Беласица од Победа од Партизан, Утрехт, после Вара беме со Џока Џиевски, 2 години, 2 титули својме, това е исто за мене успех, како тенери. И сакам да кажем, овие сте мои клубови дека сам ја бранел и сам бил тренер и пак ќе кажем и здравие и пот и љубов и пак ќе помагаме колку можеме, ако јас се сум стар. Не. Стари нема, али да помогнеме Беласица греотаа у такви сега кај е Беласица, това е срамота, грозно. И тие што го водат Беласица да станат да си одат. Да си одат. Не е место у фудбалот, нек си одат тамо бизнис си терат. Да остават на спортисто. Така. Спортисти да го водат фудбалот. Точно. Беласица. Ма боле да ти кажем, јас сум тука да сум изел Беласица мој дел од живот. Така. Значи нема право никој да се игра со чувствата на луѓето кои посветиле децени на таа Беласица. Значи, луѓе што не биле спортисти, што не знаат каква е таа мака, не знаат што значи на минус 18 да се тренира без добри, што вика Благој, без копачки, да ти бидат нојсте издувани, заледани. Значи, сето това е дел од живото. Значи, јас сум сигурен дека на Благој още потта му мирисе на таа тревата од Беласица. И още ден денеска, и те како му е жал, како може на 13 август ние да се собереме, да славаме некој јубилеј 90 години, а Беласица да не падне у трета лига. И право да ви кажам, не го знам ни распоредо со кој ќе го прославаме таа јубилеј. За мене е испод чест ако дојде неко Шишиново, Облешево, не знам, ако ни дојдат такви екипи со кои ќе прославаме јубилеј у Беласица, е жално. Значи за Беласица, реномето на Беласица е да бидат на јубилеј 90 години од типу на Партизан, од типу на Утрахт, од типу на Вардар, од типу на Раднички, Трепча, значи некои такви квалитетни екипи, а не да слегнеме на некои селски екипи. Одаме ние понатамо, очигледно малку јас и без Благој емотивно настапиме во тај дел, но за жал, еве ги поздравувам тие раководителите на квалитетната екипа Беласица во наводници, па ако сакат, нек повелят негде понастрана, има уви места на суволак, нек се одмарат, нек остават фудбалот на... Има луѓе што разбира. На спортистото. Така. На фудбал што го сакат. Одаме понатамо.
историјата е историја, најверојатно ние се навраќаме и на неа често пати, но во моментот се навагме буквално во просторите на клубот на Благој Статов, Дојранско езеро. Во моментот, значи сме, така, това е спортски центар, тук се канцелариите, има многу трофеи, многу медали. Знам, ти бехте нешто куп, шампиони, објасни. Прваци беме у пионерска школа куп и првенство 2011 освоиме у Македонија. Ги тапаме Варда, Марас, прваци, това е доказ. Това е уствари дело што е усвоено. Дали значи дека фактички се што е во Дојран генерација, не знам која генерација ти деца, 90? 96-97. 96-97, да. За да направиш ти селекција таква, значи треба сите деца од Дојран да се физички активни да играат. Па да ви кажем, наша школа со 100 састав има со Гевгелија, Дојран и Струмица. Не име 400 деца. А таа школа што го усвои таа купи и првенство 97 од Гевгелија. Гевгелија таму напомага, може да се чујали Фламенко казино. Ни дават превоз, сендвичи, ни дават тој газата ми е добар пријател, вика Благој, се што треба за тебе ќе помагаме. Оти знаеме ти не ги взимаш од џебу, за спорту даваш. И фала му и такви луѓе како што е газат на Фламенго, многу луѓе има Што имат со пари, а не не дава дават. никој, ама овај човек и ние сега как да му взватаме со него. Ја му го крстам Фламенго, казино Фламенго, Гевгелија спортски центар и Статов. Добро. И сега, ево, таа слика, може да видите, Фламенго више дека пише, и ја му направам така голема слика, му го давам, он е одушевен. Ја видиш Фламенго, казино, Гевгелија пише, позади Партизан. И да. И он е толку задоволен човек, вика, такви луѓе како тебе нема, вика. Па мислам дека спортот без такви помагачи. Делта кажуват. Да. Добро. Знам дека од секој пат си бил човек кој сакаш да ги споделяш своите искуства, своите знаења и со одредени луѓе, посебно во тренерскиот дел и со помлади. Значи, нашиот пратечик или капело, Капело го викаме ние. така наречен. Он е алфа и омега од Дојран, Гевгелија се. Ние име женска прва лига, немаше да се пофалям, он е и заменик селектор на женската репрезентација Македонија. Да. И он и сите работи ми ги вода тука у клубу. И му захвалувам многу и пак ќе кажам дека он е една перспективен тренер што ќе чувате до понатака. За 10 години ќе видите кој. Ќе видите кој. Иначе ние си го викам Капело. Може он да каже за школата, од декса децата се. Значи капело прво Алфа и омега. Значи капело кој има дрес на Виареджо по автоматизам, значи треба да му се обратиме со бонџорно. Значи Коме става? да. Очигледно дека дечкото е со голема љубов. Знаеме пред се дека е образован, дека ги има сите сертификати, А, Б, тренерска школа, се е поминато. И многу ме интересира, бидејќи сега на Благој ќе го извадаме на вонка, и искрено ќе ми кажеш, строг ли е Благој? Па вака, сега, значи, му благодарам на шефот, ние така се го викаме, значи, тука во Дојран, на господинот Истатов за прекрасните зборови, за воведот, значи, за она што го каже за мене. Па, дали е строг, значи, не е строг, значи, тој е правичен, тој сака, значи, работите да се завршат денес, да не се оставаат за утре, што е нормално, бидејќи тој ви каже, сега јас ќе ви кажам, располагаме со една огромна фудбалска школа на потегот Дојран, Гевгелија, Струмица, каде што имаме околу 400 деца и нормално ако работите не се поставени како што треба, нормално на врвот на таа хиерархија, на таа пирамида е господинот Истатов, кој сите тие работи ги координира, значи нема да бидеме тоа што сме денес, а тоа е најдобрата фудбалска школа во Македонија, која што располага со прекрасни инфраструктурни услови, значи имаме 6 терени. Да. Овде во Дојран 2, еден горе таму исто под хотелот 3, во Богородица имаме исто така терен 4, во Црничани имаме 5 и во Струмица во Балдовци 6. Имаме, значи кажав, околу 400 деца кои што се поделени во категории, а од оваа година значи можеме да се пофалиме, значи за овој регион сме први, кои што отворивме 2 женски фудбалски школи. Тоа е многу интересно.
Многу интересно. Па да ви кажам, љубовта кон женскиот фудбал не се роди поради тоа што знаете дека во нашиот спортски центар тука доаѓа нон-стоп. Значи сите не само разни спортисти, меѓутоа женската репрезентација на Македонија од самото свое формирање пред 10 години, значи почнувајќи од 19-17, се нон-стоп тука во Доиран, на припреми и летни и зимски припреми, и подготовки пред надпревари, пред квалификации. И таа желба, значи, таа желба ни се роди да можеме да и ние пробаме нешто, значи да направиме тука, да се формираме. Играчите кои се директно вклучени, значи иако прва лига знаеме дека прва лига кај да е, не е мала работа. Дали се повеќе од нашиот регион тука? Вака, сега ќе ви кажам, значи ние на 27 мај 2011 година отворивме две фудбалски школи. Едната тука во Доиран и се вика женска фудбалска школа СЦ Статов 1, каде што имаме околу 30 девојчиња, и имаме исто така во Струмица, значи женска фудбалска школа СЦ Статов 2, која што има, можам да кажам, преку 60 девојчиња веќе. Не знам дали јавноста во Струмица тоа го знае. И посебна благодарност до мојот колега, значи и соработник господинот Ристо Секулов, кој што е одговорен на таа женска фудбалска школа во Струмица, значи работи. Имаме една прекрасна соработка со него, значи би сакал уште еднаш да му се заблагодарам. И значи овие две женски фудбалски школи после 2-3 месеци ни дадоа една сила, значи една храброст кога видовме колку девојчиња собравме во јули да формираме и женски фудбалски клуб кој што се вика СЦ Статов и кој што буквално за 2 месеци, значи ќе ви кажеме на работа сега кога ги собиравме на теренот и кога поминуваа луѓето, тие постарите генерации, посебно жените се крстеа, вика нашки ќе кажам Бог да чува, женски ќе играат фудбал. Да, буквално беше така, меѓутоа поддршката од господинот Истатов, мојата волја и на моите колеги кои што беа околу мене, кои што ни помагаа и кои што правилно организиравме работата, доведе до тоа ние на 3 септември да го играме првиот официјален надпревар во првата женска фудбалска лига во Битола на стадионот под Тумбе кафе со екипата на Битола, и каде што постигнавме еден извореден резултат 1-1, значи на првиот деби настап. Браво. И уште една работа со која што можеме да се пофалиме, значи знаејќи дека нашата екипа е составена девојчиња родени 95, 96 и 97 година. 16 години, 17. Да, просекот е 15,5 години, а другите екипи, значи првата лига е составена од 9 екипи, а другите екипи имаат далеко поискусни девојки, значи играат многу повеќе време. Можеме да се пофалиме со еден успех кој што во овие 10 години ни една дебитантска екипа, зборам за екипа која што прв пат влегла, не е постигнала, ние не бевме последни. Значи ние освоивме 8 бодови, постигнавме 16 гола, што е, значи во овие 10 години апсолутен рекорд. Сето ова, значи не би можеле да го направиме ако не беше поддршката од господинот Истатов, значи нашите девојчиња имаат прекрасни услови за тренинзи, хотелот ни е нон-стоп на располагање. Може ли сега од септември кога ќе почне првата лига да ви домане една утакмица? Да, секако, значи или ќе изиграате една од Струмица? Може ли? Секако, значи секако драги гости ќе ни бидете и значи уште еднаш сакам да кажам, тука нема да застанеме, значи тука нема да застанеме, веќе почнавме со тренинзи, почнавме со работа, наредната сезона сакаме да одиме, ако не повеќе, едно-две скалила барем погоре, значи не одиме наеднаш, не сакаме. Резултатите знаеме преку ноќ не одат, значи полека овие 8 бода да ги направиме 15, па наредната 30 и кога ќе стасаат девојчињата, ако да се бориме и за шампионска титула, нормално. Одлично. Значи додека луѓето размислуваат за спортот, додека луѓето имаат тенденции да се движат напред, луѓето кои го сакат спортот, значи од една за некои 2-3 месеца успеват да постигнат врвни резултати и да дојдат во прва лига и да паркосат на големите клубове, за жал ние значи ќе се соочуваме со некакви трагедии од типу на жалната ни Беласица. Дали не е потребно това? Не е потребно. На 13, пак викам, 13 август, сите ве повикувам на стадионо. На 12 ќе направиме една прекрасна
прекрасна, значи, манифестација на која ќе се собереме сите и таа ќе биде една академија за спорто, на која академија ќе ги спомнаме сите, ќе евоцираме спомени и утредента веќе ќе се најдеме сите на стадионо и ќе му паркосаме на секој оној кој има намера да ни го скрата задоволството, што се вика беласица. Одеме понатаму. Значи, низ пътешествието на крал на македонскиот фудбал, дојдеме до едно од целите кои сака да ги оствари во сегашниот период. Станува збор за едно место кое, да го наречеме ловиште. Ловиште од повеќе причини. Значи, станува збор во моментот за простор од некои си 120-30 8.500 хектара. 8.500 хектара. А това е заградено сега? 12 км, 250 хектара. Значи 250 хектара 2,5 метра висина. Со вештачко езеро. Сега. Бидејќи станува збор за простор кој тек треба да биде оформан, иако има изградено веќе викендичка, и това ловиште, значи треба да биде ловиште во прав смисол на збора. Можеш ли отприлика да ми кажеш шо во моментот имаш и шо планираш на това ловиште се да ставаш, шо да има? Сега моментално има ова ловиште што е заградено 250 хектара, 12 свињи диви. Има преку 1000 зајци диви, што се внатре, остани што е заградено. Се рачунаме да увеземе елене, срни, уфоне, диви кози и да го допунаме за 3-4 години, да, според. За 3-4 години да биде преку 250 животини од 7-8 врсти животни. Сега ние прво сега го заградиме това 12 км. Езерото сега ќе гледаме да избушиме вода, да го допунуваме езерото, малку суша, знаете, и голема суша, малку одено, али ќе најдеме вода. Риби има сигурно од 500 на риби. Сега, да ви кажем, најновото, пред месец дена имаше државно првенство. Тука, во риболов. Најголемата риба кафатија преку 10,5 кила. Шо, крап? Крап. Има крап, линиш. Линиш ли? Линиш има. Крап и линиш многу има и сом. Иначе, државното првенство са два пати месец дена са такмичања и рачуна дека тоа е езеро само за такмичење. Добро, само треба да се допуна вода. Да, и имаш намера да мрест, да фрлиш повеќе. Па има доста риби, само вода му треба, фали му вода сега. Од 3 метра веќе пресушено, она 7 метра длабоко. Има остануваше 4 метра, там поблиску 2 метра. Како се напуна тоа езеро ќе биде мајка. Можем да приметам дека ги има истите карактеристики како што ги има и тоа. Исто е, алгата, алги тука има, да, алги исто тоа е климата како дојра што е и тука. Ви ще гледате. Стојање од тук до воздушна линија. Тука воздушен километар и пол. Да. Бидејќи во моментот готови целиот тај комплекс да биде врзан, значи за комплексо туристички статов, нели, преку хотелот. Така се вика и ловишто и статов. Ловиш и статов. Тука на времето Тито бил на лов, Лазар Кулишевски, тие сите функционери тук си дале. Тука има една од најдобрите свињи што е. Тук се доаѓале на лов. Се смета дека патеката на свињите што е довеѓала преку Пирино, преку Беласица е точно тука. Значи од тук сам минували. Да. Од тука си има минато и да ви кажем многу богата шума што природна храна има за тие животини. Ти ловджи ли си?
Немаме станах лоджи. Пушка имаш? Имам пушки, пиштоли, се имам. Ножаи. Сега, од Јасен дојде директор тук, кај видеет, и од Лате, од Криволак, дојдеат кај видеет, они шо е тоа, вика, това е најубаво ловиште, природна храна што има. Жир, за животините не треба многу. И пред се има вода. Вода, това е вода број 1. Ако нема вода, џабе се. Не само таа вода, има тука на планините още 2-3 езерца маленки, знаеш, кои това е уната усклопу на ловишто. За вода нема проблем. Можем да приметим дека сточен фонд го збогатваш, значи има коњи. Коњи има 3 Магарина? Магарина нема, македонца и магарина. Од се по нешто кедонцам, да ми рекли сам за животини и да ти кажем тие којне, ги чуваме, ги дресираме се коњито, проверка правиме околу планината, ограда не се скине. Најдобро су којни, имаме и мотори и джипи. Как не јавам? Савар имаш или... Имам седла, има, седла, спортско седло. Спортско Штета што не ме, треба да го кладаме да видиш как јавам, катърчето тука, патеката. Браво, бе. Значи, бидејќи самиот комплекс има такви природни ресурси, што може буквално секој од животинките да биде присутно во самото това ловиште, можем да кажем дека во перспектива тук има и текако што да се виде, а околу нас, мислам дека самиот природен амбиент ни кажува, значи, цела природа е тука, значи ластавичките си прават природно седалство, там на роговото гледам. Не бегат од нас, ние сме добри луѓе. Лиштевичките сакат луѓе, видиш, не сам, ево видиш, тука си седаме, си правиме обед, има маленки и си седат, не ги падаме ние тука. И они си прават обед. И они обед си прават, наслушат, што правиме обед. А папагало ки проговори? Папагало, имам още един папагал. И бееме ги крстиле Црвенковски и Груевски. Ама Груевски избага. Чом бе за това крив мојо тука домакин, паднал за такото, Ара му го фатил од Црвенковски, Груевски му избагал. Малко и шала, знаеш. Во секој случај, Да. и политичарци се луѓе кои знаат што е шала. И добро ако има такви добри анекдоти и имат интересни имена. На мен много ми се хареса папагало. Пред се има много убава боја, ама и много кроток тај. Кроток е, пее, знаеш како пее, сад непознати се види, че кога сам јас тука, си свира, си пее, нема тука. Си правам обед. Мобет си правам, со мене. Така. Горе знам ти имаш некои 3-4 апартмана, така ли? 4 соби имам за спиење, во секој соба купатило, ВЦ. Това ќе биде исклучиво за ловджии. За ловджија, така некои пријатели ќе ми дојде тука, сакат тука во природа, тука и доваѓа да ти кажем од Скопје пријатели имам, си седат горе, има секој соба купатило, ВЦ, има техничка вода од езерото, има буре од 2 тона горе, муклава мапчина, само за миење и за туширање, а за пиење има апарат водичка. Добро. Јас колку што знам, таа ловна сезона се подготвува со италијани. Очекуваш некакви италијани да ти бидат гости. Што значи тај проект уопште? Проекто, италијаните многу се ми рекли за птици. А тука има птици, шлюки, патки има, 3-4 врста пилини има тука, тие как се викат, препелици, тие работи. И многу јарбици има и тука доваѓат од Рим до Солун. Ние ги чекаме со такси тама, у групи доваѓат по 5-6 души, 5 дена ловат, си одат, друга екипа доваѓат. Сега од август почнува лово и само со италијани работа. И грци сакат, ама грци се малку шкрти, не и се дава пари, саката, ние вика можеш до 3-4 пилина да отебаш, они 10 сакат и затоа сакат не и примат. Да, не трзаат. Италијаните уживат, например. Ќе отидат 3-4 пилини, ќе седнат, господи се радуват. Со кучини идат, со брод идат, со авионски идат. Мислам, ти што идат со кучина, со брод доваѓат. И секоја година имам, ево сега од август месец почнувам, веќе имам голем прилив италијане, што ги дојде да ловат. Добро. Значи, и другата страна на Благој Статов е дел од љубовта. Значи, како што кажаваме во една фаза кога спортот му беше главна преокупација, значи од спортист до тренер, до туристички работник, а сега веќе гледаме на фазан љубител на
диви и на питоми животни пред се, заради това, што во тај комплекс ке има се и сешто. Дали сметаш дека пак след това е врзано и благодарение на таа топка? Топка, топка и само Да топка. ви кажем, од топката се сам добијал и това ќе го видеете исто. И таа е исто спорт. Носо. Уживам у природа сега да се прошетам тука, да чинем, да додам на лов. Да се прошеташ, това е здравие, што да ви кажем. Значи самиот спортски начин на живеење, но и љубовта према животните е нешто што пред се го хране секој еден човек како духовно нешто, значи да помогу. Самите ти ластевички кои направиле тука некој се дал и ти си им го возможил, не си им го разсипал, или самите луѓе што се тука, сето тоа е, значи, љубов према природата, а природата секој пат знае да врате. Значи, во колку знаеме како генерации дека земјата планета ни е позајмена од нашите деца и мора на нашите деца да ја вратиме во најповолна ситуација, во најдобра состојба. Ако знаеме дека имаш школа за фудбал, знаеме дека имаш 6 спортски терени, значи пак се враќаме на детството. Се враќаме, а детството е тоа кое посебно кога станува збор за љубов према животните, децата обично имат најголема љубов према животните. Значи, во едно семејство за да има куќно милениче, дали ќе биде мачка, куче, зајче, секој пат иницијативата го дават децата. Нели? По автоматизам можем да заклучим дека што е најважно у живота, Благој Статов, детското, чистината како личност го задржал и успеал, иако е на 60 кусур години, таа убава, чиста, детска, чиста мисла, чиста повод за дружење. Сето това останало кај Благој Статов и се надевам дека уште многу години ќе го држа. Ќе оставаш големи белеци. Ќе не задолжиш нас, иако јас сум, да кажем, 10 години по-малечок, но на младите ќе оставаш големи траги. Ќе ти спомнува името уште многу стотици години, што е многу важно. Верувам ти, гордо ќе застанеш на идејата за спас на Беласица и на 13-ти сакам во првите борбени редове да го видиме и Благој Статов и начело со тебе и начело уште со врвните мајстори на фудбалот да застанеме и да им кажеме 90 години јубилеј на Беласица е наш, не е на некои квази измислени собственици, туку Беласица е на народо, Беласица е на градо, Беласица е на луѓето кои го одржаа да има јубилеј 90 години, а не на некакви не знам какви субјекти кои мислят оти вредат. И се надевам дека во колку има луѓе кои ќе застанат зад Благој Статов и зад една плејада на струмички љубители на спортот, Беласица има шанси да биде вратена на место на кое заслужува. Само да кажем, Беласица треба да го стават и бизнисмене на спортски работнички кои сакат Беласица. Ние сме излезени од таа Беласица многу генерации и немој сега Беласица на кој игране донца това е срамота. Трета лига, а 90 години. Беласица втор клуб најстар во Македонија. После Љуботен, Беласица, тоа ми ќе го поддржаш ли? Најстар клуб и сега дозволуваме Беласица у трета лига. Това е срамота, жално, кој имаме по 10.000 народ. И сега дојдете некои бизнисмене, сакат имидж да прават на оса на Беласица, а не ги бива за ништо. Пак и каже, пред 4 години јас се вратив во Беласица како директор, без пари. Бе пред последни 6 коло. Се избориме, след првенство за мама 9 играчи нови. Избориме се за Бараш. Он ги има казано играчето 4 кола пред тоа, као продел некој утакмица. Јас се гарантирам од тие деца, ќе ги кажем, стари играчи, не верувам да се го продели утакмицата. Јас бев во тоа време тама. Ја му викам, грешеме перо.
Он ка не продадете. Кој продаде? Може ли преко мен да продават, бе, човек? И што направиме? Играеме бара со Силекс. Ако бе тие стари играчи не бе суспендирани, ние ќе одаме у прва лига. И од тогаш се разочарих, се повлечех, не може со него да работам и му кажах фала ти перо на се. Он нек си гледа бизнисо, него става спорто на спортските работници. Да. Гре таа е Беласица, од таа 90 години сега ние од трета лига, нема ga нигде. Место да канаме еден Партизан, еден Наполи укана Пандев дека тамо, да до на тие 90 минути да играме ден на Беласица 90 години, ние, кој ќе викнаме, кажи ми ти на мене? Ние нема играчи. Сите играчи си отидоа. Да. Жално. Това е самото жално е това. У всеки случай, ако Струмица е град, кој има некаде околу 150.000 жители, 140.000 жители, цялата цела околие, само Струмица со най-старата община, Василево, Ново село, Босило. Замисли ако се разшири целиот тај регион, югоистичен регион, Гевгелие, Богданце, Доиран, Валандово. Па секој пат се минали играчи од тие краишта, сите доаѓаат за Беласица да играат. Има таленти. Ево сега Панда школата добра, нашата школа исто така. Има млади талентирани деца. Ќе направиме екипа се. Али, не ти дават да... Што да ти кажа, това е жална работа за Струмица како град. Што вика 150.000 жители, ние од трета лига се такмичиме да играме со тама некој Шишиново. Как се не знам ни как се викат целта евате. Ще ќе да играт на Да играт юбилеја. на Любиеј, да. Жал. Жално това. Значи, ако на една територија, само најблиската околие Струмица од 140.000 жители. 1%, значи само 1% е, верували ли не, 1500 човека. Значи, ако ти не можеш да анимираш 1500 човека да дойдат на стадиона, няма што да правиш ти на стадиона. Значи, слободно, напушти го и оди се. Значи, не може ние да си правим абет со 15 човека на фудбал. Јас одам со моите жена на фудбал и 15 човека има на стадион. Жално. Значи, само 1%. А камо ли да правиме за бројка од 10%, што е возможна. 10% е 15.000. 15.000 луѓе. Секоја недела, јас давам гаранција, има љубители на фудбал, има луѓе што сакат да ги потрошат 90 минути во недела или во сабота вечер, плюс сега име и осветлена стадионот. Значи, има можности, има трибина, има се. Значи, малку инфраструктурата внатре да се опрема, да се доправа како што треба, заради това што тие услови што се сега. На мен не ми се допаѓаат. Лично, бил се ујдек у ВЦ. Страшно. Значи, нема дек дош у ВЦ, камо ли па вода да се напиеш или што. Така, јас тука од прилика му се заблагодарувам на Бат Благој, му посакувам многу здраве, многу љубов. Пред се во фамилијата и после се живо околу него, да продолжиш да го делиш среќата со сите други. Да продолжиш да го живееш живото таков, како што си го ти сам замислил, по принципите на целта и устварување на целта, значи по системот на Едвард Олби. Многу среќа. Хвала, ви благодарам што ми просветите тако внимание и ги поздравам сите гледачи у Струмица. Хвала на вис. Чао, Мегдан Кујна, идната сабота.